Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Доколку некој бил член на така наречената шарена револуција, тој може да рекетира и да собира подкуп и лихва и за него да нема притвор. Доколку некој е десна рака на министерот за внатрешни работи и човек од доверба на Социјалдемократскиот сојуз, тогаш тој може да оддава државни тајни, да изнесува податоци од истраги за лична и партиска корист и повторно нема да има притвор. За жал, ова е правдата во Република Македонија денеска. Селективност и двојни аршини. За политички неистомисленици се изрекуваат притвори доколку намигнале или се прегрнале со некого. А за корумпираните полициски функционери кои злоупотребуваат истраги се изрекуваат мерки со кои се внимава да не се разлутат нивните шефови. Почитувани, вчерашната бледа пресконференција на министерот за внатрешни работи отвори повеќе прашања отколку што затвори. Катастрофата што се случува во МВР мора да биде расчистена до крај. Доколку се тргне од предпоставката дека Оливер Спасовски делумно ја говорил вистината, првото прашање што се поставува е како неговиот советник за криминалистички работи имал увид во оперативните информации од отворените истраги. Кој му овозможил увид во тие информации? Како корумпираниот соработник на Спасовски знаел кон кого се применуваат посебни истражни мерки? Дали овие информации му ги давал неговиот предпоставен Оливер Спасовски и со која цел? Дали евентуално информациите ги знаел затоа што однапред во тесен круг политички се нарачувале истрагите и мерките? Конечно, јавноста ја интересира уште колку класифицирани информации од истраги знае најблискиот соработник на Оливер Спасовски. Уште за колку лица знае дека се наоѓаат под посебни истражни мерки. Дали не му е изречен притвор затоа што треба да ја заврши целата операција под водство на Оливер Спасовски. Овој случај не смее и нема да се затвори со бледата пресконференција на Оливер Спасовски. Одговори и одговорност мора да има, затоа што корупцијата и политичката злоупотреба на МВР ја доведуваат во прашање безбедноста. Министерството за внатрешни работи, наместо да се бори со криминалот и корупцијата, стана дувло кое служи за собирање изнуда, подкуп и заштита на криминалот. Вината за нападите врз полициските службеници се префрла врз пајаците, а најблиските соработници на министерот Оливер Спасовски собираат подкуп по целата држава. Приведениот е човек од доверба на Социјалдемократскиот сојуз и беше едно од 15 кадровски решенија согласно договорот од Пржино кои тогашната опозиција инсистираше да бидат поставени за функционери во Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам.